духот на потребата на овој закон, особено во ова време, да им се помогне на одредени стопански субјекти кои што се соочуваат со поголеми енергетски проблеми и трошоци, а тоа влијае и на нивната конкурентност, и на нивниот број на работени, и на целокупното стопанство. На што се однесува предлогот за комисиски амандман? Во членот 3, точка 36, во моментов гласи вака: мал потрошувач на електрична енергија, односно природен газ, е субјект чиј просечен вработени во последните 2 пресметковни години е помал од 50 вработени и има вкупен годишен приход помал од 2 милиони евра во денарска противредност, со исклучок на производителот на електрична енергија и операторот на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија, односно на природен газ. Сакам да предложам измена на овој член, на оваа точка 36. Прво да кажам зошто ја предлагам, затоа што имаше изјава од владиниот вице-премиер задолжен за економија, кој што најави дека производствените капацитети за храна најверојатно ќе одат на регулиран пазар со пониска цена на струја. И тоа беше најавено, се каже една бројка од прилика 150 стопански субјекти кои што се занимаваат со производство на храна. Веројатно таа бројка е извлечена од одредена релевантна статистика, бидејќи доаѓа како изјава од вице-премиерот за економија. Затоа предлогот за комисиски амандман во членот 3, точка 36, запирката на крајот на реченицата заменува со точка и се додава нова реченица која што гласи: во услови на утврдено постоење на вонредна состојба или при одлука за постоење на кризна состојба, како мал потрошувач на електрична енергија, односно природен газ, е субјект кој е производител храна или трговец со храна на мало. И ова би дало законска основа, преку овој закон кој што сега го усвојуваме, да се излезе во пресред на стопанските субјекти, за кои што веќе е најавено од вашите колеги во владата, дека постои и желба и потреба да им се помогне за да може да обстанат како стопански субјекти, да бидат конкурентни, а со само до тоа и да се намали инфлацијата на храната која што е навистина превисока во изминативе 6 месеци, а гледаме дека нема тенденција и да запре. Така што тоа е амандманот кој што се надевам дека ќе биде прифатен и од владините представници, но и од колегите како комисиски амандман. Благодарам. Faleminderit.